Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Добар ден, почитувани слушатели на Радио Слободна Македонија. Повторно со вас едукативната емисија Безбедна храна, здрава иднина и јас Светлана Коларич. Денешен мој гостин е колегата Бошко Стојковски, помошник раководител на секторот за храна од неживотинско потекло. Добар ден, Бошко, и добре ни дојдовте во студиото на Радио Слободна Македонија. Добар ден, добре најдов. Поздрав до сите слушатели на вашата емисија на Радио Слободна Македонија. Со Бошко ќе поразговараме за еден дел храна која што припаѓа во групата храна од неживотинско потекло, но пред да преминеме на храната, ќе позборуваме за делот материјали во контакт со храна или производи и материјали кои што доаѓаат во контакт со храна. Тоа се производи и материјали, вклучувајќи активни, интелигентни производи и материи кои во нивната крајна состојба се наменети да стапат во контакт со храна, а веќе се во контакт со храна и биле наменети за таа цел или пак се очекува да стапат во контакт со храна или да ги пренесат своите состојки во храна под нормални или предвидливи услови за работа. Бошко, станува збор на вистина за една, да кажам, поголема дефиниција во која што неколку цели се ставени, да кажам, во еден сегмент. Кои се припаѓаат во материјали кои што доаѓаат и производи во контакт со храна? Вака, има повеќе групи на производи и материјали кои што подлежат под овој опсек на производи и материјали кои доаѓаат во контакт со храна. Би ги спомнал дека, како што напоменавте, активни интелигентни материјали и производи. Тука е керамиката, плутените производи и материјали, производите од гума, стаклените производи, метали и легури, хартија и картон, пластичните производи и материјали кои доаѓаат во директен контакт со храна или во индиректен, печатарски мастила, регенерирана целулоза, силикони, текстил, восоци и дрвени производи. Значи една голема плејада, а сите си имаат едно исто, предпоставувам, својство или една задача, а тоа е? Тоа е значи, или, како што спомнавме, тие може да дојдат во директен контакт или да дојдат во индиректен контакт со храна. И нашата работа во Агенцијата за храна и ветеринарство да извршиме контрола за безбедноста на овие производи, каде што те бидеме сигурни дека не испуштаат некои опасни супстанции или состојки кои што може да предизвикаат несакани ефекти врз здравјето на луѓето. Исто така, те бидеме сигурни дека нема да направат промена на органолептичките карактеристики на храната. И со тоа тие производи би биле безбедни да дојдат во директен контакт со храна. Секако дека постои и посебна одредба, односно законски уредено поглавје кое што има дерогација, да кажам, во однос на увозот на овие производи и материјали кои доаѓаат во контакт со храна. Кои се условите да тие се најдат на пазарот во Република Македонија? Вака, ние си имаме подзаконски акти, изработено имаме правилник за издавање и постапката на издавање на мислење или одобрение за производи и материјали кои доаѓаат во директен контакт со храна. За да се добие авторизација за издавање на одобрение и мислење, потребно е да се поднесе барање до Агенцијата за храна и ветеринарство, кое што барање содржи, треба да биде наведен подносителот на барањето со адресата. Исто така треба да биде наведен производителот, името на производителот со адресата од производителот и карактеристиките на производот, на материјалот што доаѓа или производот што доаѓа во директен контакт со храна. После тоа потребно е да се потполни, да се достави во прилог на барањето изјава за усогласеност од подносителот на барањето, изјава за усогласеност од производителот по однос на производот или материјалот што доаѓа во контакт со храната, дополнителна документација како поддршка на изјавата за материјалот што доаѓа во контакт со храната,
во зависност од видот на производот и материјалот или во зависност од групата во која припаѓаат материјалите што доаѓаат во контакт со храната. Исто така потребно да се достави доказ дека се покриени трошоците за постапката на издавање на мислење, доколку е потребно во зависност од состојките на производот или материјалот што доаѓа во контакт со храната, од нивната миграција во храната и други можни влијанија или можни ефекти од нивните дејства врз здравјето на луѓето, подносителот на барањето го доставува и доказ за безбедност на употребуваниот материјал, каталози или слики, експертски мислења од Европската агенција за безбедност на храната или други видови на документи кои би обезбедиле доволно информации за безбедноста на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храната за нивна употреба без ризици по здравјето на луѓето. Кои се најчестите опасности од материјалите и производи кои што доаѓаат во контакт со храна и можат директно да направат и храната која што е спакувана во нив да биде прогласена за небезбедна? Па тука јас би ги издвоил производите и материјалите што се од керамика, пластичните производи и материјали, силиконските, цуцли и производите и материјалите од меламин. Тие се имаат и своји посебни барања кои што треба подносителот на барањето да ни ги поднесе како потребна документација во прилог на барањето. Тие се поспецифични производи и материјали поради тоа што можноста за нивно испуштање на миграција на тешки метали е многу поголема за разлика од другите производи и материјали кои што можат во понатамошен допир со храната да предизвикаат промена во органолептичкиот состав или карактеристики на храната, со што би предизвикале и некои несакани ефекти врз здравјето на луѓето. Например, за керамичките производи и материјали кои што доаѓаат во контакт со храна, ние како Агенција за храна и ветеринарство бараме за секој таков материјал и производ да подносителот на барањето да ни достави и лабораториски испитувања, каде што те биде наведено колку е вкупната миграција на овие материјали и производи. Имаме ни правилник за посебните барања за безбедност на керамички производи, каде што вкупната миграција не треба да биде поголема од 10 мг на килограм. Тука, како што ги напоменавме, се и пластичните производи и материјали, каде што исто бараме лабораториски испитувања во однос на специфичната миграција на тешките метали, каде што си имаме ние референтни вредности во правилникот, кои што не треба да ги надминуваат од лабораториските испитувања, не треба да бидат поголеми тие вредности во однос на нашиот правилник. Дали лабораториите наши се подготвени да ги вршат сите овие анализи кои што се пропишани во подзаконските акти, односно прашањето ми е дали во Република Македонија лабораториите имаат акредитирана метода? За овие видови на производи и материјали, керамичките и пластичните, македонските лаборатории се уште немаат, не им се сите методи акредитирани. Они имаат добиено акредитација, но во однос на сите методи за жал не ги исполнуваат условите, така да ние од подносителот на барањата бараме да ни достави лабораториски испитувања. Обично ни доаѓа за ваквите производи и материјали странски производители и они веќе си имаат обезбедено или направено лабораториски испитувања. Но исто така имаме за пластичните производи и материјали и неколку македонски домашни производители, што за жал ние ги упатуваме до соседните наши земји, што граничиме, тоа се Република Србија, Република Бугарија, кои што веќе ги имаат акредитирано сите потребни методи за испитување на ваквиот вид на производи и материјали. Колку процент од увозот се сведува на материјали и производи кои што доаѓаат во контакт со храна од Кина, Народна Република Кина, и дали барате дополнителна документација од Кина, која што знаеме дека е голем производител, но од друга страна пак нели европските правила се поразлични во однос на нивните? Во однос на овие категории на производи и материјали, како што ги напоменавме, керамичките, пластичните, силиконските и меламинските,
Значи за сите тие производи материјали бараме независно дали доаѓаат од производителот од земја членка на Европска унија или од Кина или Соединетите Американски држави, дека се работи за поспецифични материјали, бараме лабораториски испитувања задолжително. За разлика од овие категории, за стаклените, например, производи и материјали што доаѓаат во контакт со храна, за металните, од европските земји, каде што производителот е од земја членка на Европска унија, ние не бараме лабораториски испитувања, затоа што тие се ги исполнуваат европскиве стандарди и регулативи, но тие производи и материјали што ни доаѓаат од Кина или од Соединетите Американски држави или од Русија, што не се земји членки на Европската унија, бараме за тие категории на производи и материјали дополнително лабораториски испитувања. Процентуално ако земеме за производи и материјали кои што доаѓаат од Европска унија и од Кина, Соединетите Американски држави и Русија, може да земеме од прилика дека 70% од досега регистрираните или поднесени барања до Агенцијата за храна и ветеринарство доаѓаат од земји членки на Европска унија или земји кои што се наоѓаат во Европската унија. За разлика од тие 70-30% доаѓаат од Кина, Соединетите Американски држави, од Русија или од други земји што не се земји членки на Европската унија. Имате ли некоја статистика колку од овие барања се одбиени? Статистиката, имаме точна статистика, ние се водиме и регистар, датабаза на сите поднесени барања и издадени одобренија и мислења од Агенцијата за храна и ветеринарство. Од прилика вака да земеме дека 250 тие не се одбиени, но поради што подносителот на барањето не успеал да обезбеди соодветна документација за да се издаде одобрение или мислење од наша страна, тие им се запрени барања. Така, од кога почна овој начин на одобрување на материјали кои доаѓаат во контакт со храна? Дали се сеќавате? Да, оваа постапка за авторизација за издавање на мислење и одобрение за производи и материјали ја отпочнавме од 1 октомври 2013 година и до сега можам да кажам дека имаме некаде околу 7500 регистрирани издадени одобренија и мислења од наша страна. Предпоставувам дека сите оператори со храна веќе ја знаат постапката и нема гужви на граница. На почетокот, како што кажавте, да, имавме малце проблем. Иако почнавме и со едукативни, и со припремање, со трибини во стопанските комори и во другите градови од Република Македонија, со цел да ги запознаеме операторите со храна, кои што увезуваат или произведуваат ваков тип на производи и материјали. Но сето тоа успеавме некако да го решиме и сега за сега веќе мислам дека 99% од операторите со храна се запознаени и немаме веќе, не се доведуваме во ситуација каде што камионот ќе стигне на граница, па те доаѓаат, те прашуваат дали ни треба одобрение и те настануваат некои гужви. Така. Истовремено спомнавме и дека и во Република Македонија има неколку оператори со храна кои што вршат производство на материјали и производи кои што доаѓаат во контакт со храна. Како оди постапката за нив? Кои услови треба да ги исполни еден објект за да нели врши производство на ваков вид материјал? Најпрво он треба да е регистриран во регистарот на оператори со храна. Треба да ги исполни добро производствена пракса, условите за добра производствена пракса. Потоа исто како другите увозници кои што се јавуваат како увозници и нашиот производител што е од нашата Република Македонија мора да поднесе барање во прилог да ни ја достави идентично, сосема комплетно истата документација како и увозници. Значи потребно е изјава за согласеност покрај барањето, потребно е лабораториски испитувања доколку се работи за пластични, керамички производи или производи од силикон или меламин. Каде што спомнавме дека за жал за пластичниве производи ние домашните производители ги препраќаме во соседните наши држави затоа што нашите лаборатории се уште немаат акредитирано сите лабораториски методи. Другото, може да побараме исто и слика доколку не сме сигурни некогаш дали производ или материјалот доаѓа во директен контакт со храна. Тука имавме на почетокот малку поголем проблем со производи како на пример да ги земеме печките за печење на пица. Они не доаѓаат во директен контакт со храна, туку нели мора тестото да се остави на тепсија, тепсиите доаѓаат во директен контакт со храна
И тука при апликација на шпедиторот во ЕКСИМ системот, според тарифниот број подлежеше на издавање на одобрение или мислење од Агенција за храна и ветеринарство, и во тој случај ние воведовме образец каде што одговараме не со одобрение или мислење, туку со заклучок дека производот и материјалот не доаѓа во директен контакт со храна, со тоа што увозниците можат слободно да си го внесат производот во Република Македонија. Тука ќе направиме и кратка пауза и повторно ќе продолжиме во следниот блок. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Продолжуваме со емисијата Безбедна храна, здрава иднина. Ќе зборуваме за храна од неживотинско потекло и точно наменски во нашето студио е господинот Бошко Стојковски. Доаѓа од Агенцијата за храна и ветеринарство како помошник раководител на секторот за храна од неживотинско потекло. Наша следна тема во овој ден ќе бидат додатоците на исхрана. Станува збор за храна чија што цел е да се дополни нормалната исхрана, како и концентрирани извори на хранливи состојки или други супстанции со прехранбен или физиолошки ефект, сами или во комбинација, произведени во вид на капсули, пастили, таблети, кеси со прашкаста супстанца, ампули со течност и други слични форми на течни или прашкасти супстанци, дизајнирани за да можат да бидат употребени во мали мерливи единични количини. Може би на вас како слушатели ви е чудно зашто зборуваме, нема, еве ќе ви кажам, не зборуваме за лекови, зборуваме за додатоци на исхрана, но пред се овој вид на додатоци на исхрана може да ги најдеме во аптеките. Бошко, така? Точно така, да, значи Така, оваа кои категорија се видови на храна припаѓаат во оваа група? Ги наброив, ги вадев од дефинициите, но дефинитивно во самата дефиниција како да веќе назначив одредени видови на лекови, а не се лекови, туку се додатоци во исхрана кои што според мене, тоа е мое лично мислење, за жал се се поприсутни на нашиот терен. Точно така, мислењето ви е на место, затоа што можам да кажам дека од кога почнавме со постапката на регистрирање на оваа категорија на храна, додатоци на исхрана, тука исто во оделението од секторот од неживотинско потекло потпаѓаат и храната за посебна нутритивна употреба, храната збогатена со витамини и минерали, храната за спортисти, млечна храна за доенчиња, храна за посебна нутритивна употреба наменета за медицински намени, и до сега од 1 јануари 2011 година, од самото формирање на Агенцијата за храна и ветеринарство, во нашиот регистар имаме регистрирано и пуштено во промет на пазарот во Република Македонија над 5000 производи од овие видови категорија производи. Да почнеме дел по дел. Што представува храна за нутритивна употреба или храна со посебни нутритивни ефекти? Храна за посебна нутритивна употреба е храна според својот состав или произвестен процес, која што јасно се разликува од храната за нормална употреба, одговара на посочените нутритивни цели и се пушта на пазарот на начин со кој се укажува на соодветноста со посочените нутритивни цели. Храната за посебна нутритивна употреба треба да ги исполни посебните нутритивни барања на одредени категории луѓе со нарушени процеси на дигестија или метаболизам, одредени категории луѓе во посебна физиолошка состојба, поради што можат да имаат посебна придобивка од контролираната употреба на одредени супстанции во храната, и доенчиња или мали деца во добра здравствена состојба. Значи станува збор за храна која што пред се треба да се применува кај сите, да кажам, оние осетлива популација. Точно така. Која е постапката за оваа храна да влезе на пазарот во Република Македонија? Постапката за добивање на стручно мислење од Агенцијата за храна и ветеринарство, со што и пуштање во промет на пазарот во Република Македонија,
Потребно е подносителот на барањето да достави до Агенцијата за храна и ветеринарство означување на македонски јазик со сите информации на производот согласно оригиналното означување. Значи, македонското означување мора да биде идентично согласно оригиналното означување. Спецификација за квалитативниот и квантитативниот состав на производот издадена од производителот. Доколку производителот е од Република Македонија, потребно е да се достави до агенцијата и решение за регистрација во регистарот на објекти и оператори со храна или одобрение за објекти и оператори со храна издадено од Агенцијата за храна и ветеринарство, доказ дека се покриени трошоците за постапката на издавање на мислење. Тие се ни секако задолжителни документи во прилог на барањето, но исто така во одредени случаи потребно е да се достави и дополнителна документација за регистрација и за пуштање во промет на пазарот на вакова категорија на храна. Можеме согласно составот на производот имаме право да побараме и мислење во однос на составот на производот и неговите фармакодинамски, фармакокинетски и токсиколошки карактеристики, кој што е потребно да биде издадено од научни институции како што се Институтот за предклиничка и клиничка фармакологија со токсикологија, Институт за медицинска физиологија и антропологија при Медицинскиот факултет или од Фармацевскиот факултет Скопје. Тоа мислење обично ние го бараме доколку во состав на производот се наоѓаат екстракти или билки. Исто така, како дополнителна документација, во некој случај потребно е да се достави од подносителот на барањето и резултати од лабораториски анализи за составот или безбедноста на производот, доказ од надлежно тело во земјата производител или земја членка на Европската Унија дека производот се наоѓа на пазарот барем во една земја членка на Европска Унија, научни студии со кои се потврдува безбедноста од употребата на супстанциите со нутритивен или физиолошки ефект во состав на производот, а кои не се наведени во листите на дозволени супстанции кои може да се употребуваат во производство на додатоци на исхрана, кои што ни се објавени на веб страната на Агенцијата за храна и ветеринарство. Исто така и одобрение за ставање во промет на храна и состојки на храна од видот на храна произведени со иновирани технологии, доколку има некоја таква нова состојка во состав на производот и доколку има здравствени или нутритивни тврдења во означувањето на производот, потребно е да се достави доказ за поднесено барање за одобрување на нутритивните и здравствените тврдења, кои што, како што спомнавме, се ставени на означувањето на производот. Обично нутритивните и здравствените тврдења не се задолжителни, ако ги видиме прописите кои се однесуваат на означувањето со храна и пред се употребуваат во комерцијални цели. Но секако дека вие сте тие, односно комисија која што одлучува дали на вистина ако на еден производ, односно на една декларација има искажано нутритивно и здравствено тврдење, секако дека тоа треба да се верифицира. Ова го правите преку формирана комисија? Точно така. Така со членови од внатре и надворешни експерти, односно доктори, нели да не ги доведеме во заблуда нашите слушатели, сите тие градат едно заедничко мислење заради самиот производ. Нели во последно време, многу подолго време се зборуваше за левот тонус, на кој што беа наведени здравствени и нутритивни тврдења. Што покажа анализите? Анализите покажаа дека тие здравствени нутритивни тврдења кои што се наоѓале на означувањето на лебот тонус не се дозволени или не се авторизирани од страна на Европската комисија. Поради тоа беше упатено како известување до производителот на лебот дека во рок од 3 месеци те мора да ги промени здравствените и нутритивните тврдења кои што не се одобрени од Европската комисија. Спомнавте пред малку и за инова храна добиена со иновирани технологии или пак иновирана храна. Кој е овој вид на храна, зошто се вели иновирана, како во Европа е прифатена истата и на кој начин тече постапката за одобрување за внес во Република Македонија?
Под храна или состојки на храна произведени со иновирани технологии се подразбира секоја храна или состојка на храна која што на пазарот е најдена после 15 мај 1997 година или пак е произведена со некој нов технолошки производствен процес кој што не бил познат до 15 мај 1997 година. Ваквата категорија на состојки или на храна најчесто ја има во додатоците на исхрана во храната за посебна нутритивна употреба, но исто така може да биде застапена и во состав на конвенционалната храна. Како што претходно напоменавме, за да се добие стручното мислење за ставање во промет на производот додаток на исхрана и храна за посебна нутритивна употреба, доколку во составот се наоѓа некоја состојка која што подлежи како иновирана технологија, задолжително подносителот на барањето мора да достави барање до нашата агенција за храна, поточно до Комисијата за иновирани технологии, кое што го разгледува тоа барање врз основа на потребната документација. Сега ќе напоменем и потребната документација. Пред да напоменеме потребната документација, ќе направиме кратка пауза. После рекламите повторно ќе продолжиме со емисијата. Ти благодарам. Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич. Повторно сме во студиото, го продолжуваме разговорот, ќе позборуваме за иновирана храна. Ја начнавме во претходниот блок, но не е лошо за оние слушатели кои што се приклучија подоцна да слушнеме уште еднаш за што е тоа иновирана храна, од каде е името иновирана храна или пак храна добиена со иновирана технологија, заради тоа што таа и до, нели се спомнува датумот негде 1997 година, кога и за прв пат Европа ја става на листата и го измислува тоа име иновирана храна. Да се вратиме малку на историјатот, па да продолжиме со постапката на одобрување на оваа храна во Република Македонија. Повели, Бошко. Значи, како што спомнавме, храна или состојка на храна произведена со иновирани технологии е секоја храна или состојка на храна која што се наоѓа на пазарот за прв пат после 15 мај 1997 година. Исто така може да биде тоа и храна која што е произведена со нов технолошки производствен процес кој што за прв пат се јавува после 15 мај 1997 година. Ние имаме формирано во Агенцијата за храна и ветеринарство, поточно директорот има формирано комисија за ставање во промет на храна и состојки на храна произведени со иновирани технологии, каде што имаме изработено и правилник за постапката на издавање на одобрението за иновирани технологии. Како потребна документација во прилог на барањето, подносителот е должен да ни ги приложи следниве документи. Резултати од лабораториски анализи за исполнување на барањата, техничка документација за производствениот процес, опис на историјата на организмот кој е употребен како извор на храна произведен со иновирани технологии, доколку е употребен нов организам, резултати на научни студии кои се спроведени и секаков друг материјал кој е достапен, за да се покаже дека храната е во согласност со критериумите кои што се наведени во членот 55 од Законот за безбедноста на храна, оригинална амбалажа или идејно решение на амбалажата на производот, означување на производот на македонски јазик, согласно член 5 од Правилникот за посебните барања за безбедноста на храна. Кои се условите за да се стави на пазарот оваа храна во Европа? Кои анализи ги прави Европа? Односно Европската агенција за безбедност на храна. Европската агенција за безбедност на храна има изработено како така наречен Novel Food каталог или регистар на состојки кои што подлежат на разредување од комисија или од Европската комисија за иновирани технологии и исто така и состојки кои што веќе се најдени на пазарот во Европа, значи и пред 15 мај 1997 година. Исто така имаат и оние една ознака кој што
за состојки кои што се најдени пред 15 мај само во категоријата на храна додатоци на исхрана. И согласно нивните ознаки и тој нивни Novel Food каталог, за тие состојки на храна или храна, они не бараат, не подлежат на разредување за иновирани технологии, но исто така имаат во Novel Food каталогот и две ознаки кои што и они се уште од Европската комисија немаат одлучено дали се иновирани, дали подлежат под иновирани технологии или не подлежат под иновирани технологии. Тука секое национално надлежно тело си зазема свој став по однос на ова прашање, затоа што во секоја земја може да биде различно некоја состојка во некоја земја да биде на разредување како иновирана технологија, произведена со иновирани технологии, а во некоја друга земја таа да се наоѓа на пазарот пуштена во промет и пред 15 мај 1997 година, со тоа што не би подлежела на разредување на состојка или храна која што е произведена со иновирана технологија. Или да појасниме на слушателите, станува збор за нови видови на храна кои што некаде до 97 година не биле познати на европското тло. Да наведеме некои примери на нова храна која што може да се најде на пазарите во Република Македонија. Па, беве да наведеме се актуелно е од што подносителиве на барања најчесто гледам поднесува за чија семе. Кои карактеристики ги има чија семето? Има ли нешто што е посебно, што го дели од другите производи или едноставно станува збор за едно семе кое што може би има поголема концентрација на протеини, а многу е слично со нашите видови на семиња? Па нема некој, како што спомнавте вие, нема некои посебни карактеристики, туку слични се на нашите семиња што ги имаме тука во Република Македонија, но на нашиот пазар, чијата семе е релативно нова храна, која што не се наоѓала пуштена на пазарот пред 15 мај, да кажеме, нивниот датум што е земен како 15 мај 1997 година, затоа ние ја третираме како нова храна и согласно до сега поднесените барања со доставените лабораториски анализи, таа е безбедна храна за човекова употреба. Така, меѓутоа има ограничување во внесот во дневниот внес, колку што се сеќам од самата декларација. Во секој случај технологијата оди многу нанапред, па предпоставувам дека можеби во Република Македонија веќе имаме производство или пак оператори со храна кои што воведуваат иновации во производство. Дали имаме веќе во Република Македонија некој производ добиен со иновирана технологија? Дали сте во тек? Во брзо време имаше поднесено македонски производител кој што се работеше за конвенционална храна и имаше поднесено до Комисијата за иновирани технологии за издавање и за пуштање во промет на состојки и храна со иновирани технологии. Не ми текнува точно името на производителот, мислам дека се работеше на фирма од Неготино, кое што веќе комисијата издаде одобрение дека слободно те може да се стави да се пушти во промет таа состојка и тој производ како со иновирани технологии. Веќе се зборува на големо дека и во Република Македонија ќе имаме и увоз и производство на масло од канабис. Маслото од канабис дали ќе оди на одобрување во Агенцијата за храна и ветеринарство или ќе оди на одобрување во Агенцијата за лекови? Таа е актуелна тема моментално. Ние имаме и комисија за посебни видови на храна, каде што учествуваат исто и надворешни членови во таа комисија, професори од фармацевскиот факултет и еден член вработен во Агенцијата за лекови. Согласно донесениот закон во Република Македонија од Министерство за здравство, дека канабисот може да се употребува само за медицински цели намени. Согласно член 74, ако не се лажам од тој закон, пишува дека
забрането е освен употреба на канабисот за медицинско лекување. Така да имавме многу дебати околу таа тема дека за маслово што содржи помалку од 10 милиграми на килограм канабис, односно ТХЦ, не би подлежало никако граничен производ, никако хербален лек, со тоа што увозниците би поднесувале барања за регистрација како конвенционална храна. Но со поголем број на консултации со правни лица, согласно Законот за канабисот за медицински намени, нема да има можност во Македонија да се регистрира како храна. Значи дефинитивно ќе биде под капата на Министерство за здравство и под строга контрола и под Агенцијата за лекови. Имаше некои толкувања околу дека во Агенцијава за храна и ветеринарство дека имаме во одделението за додатоци на исхрана и производи од категоријата за храна за посебна нутритивна употреба наменета за медицински намени. Но не е тоа со пропишана рецепта, туку тоа е само со надзор од медицинско лице. Нема ни да можеме во тој тип на категорија на храна да го метнеме маслото од канабис. Тука е крајот на денешната емисија. Ти благодарам за гостувањето во Радио Слободна Македонија. Се надевам дека слушателите не слушаа напразно и од овој еден час нешто ново научија и нешто корисно. Можеби дел од нив се веќе оператори со храна кои што произведуваат или пак увезуваат материјали и производи кои што доаѓаат во контакт со храна, понатаму храна со нутритивна и здравствени тврдења, додатоци во исхрана, храна со иновирана технологија и слично. Ви благодарам уште еднашка на поканата и уште еднашка поздрав до слушателите на вашата емисија. Ви благодарам уште еднаш. Радио Слободна Македонија, трговско радио дифузно друштво. Јас сум Светлана Коларич. Денеска е 22 мај. Продукција Радио Слободна Македонија. До слушање до следната емисија. Циклус едукативни емисии кои ќе ги опфатат основните начала за безбедноста на храна и храна на животни, општи и посебни хигиенски барања за храната со цел високо ниво на заштита на здравјето на потрошувачите во однос на храната. Земајќи ја разновидноста при снабдување со храна, вклучувајќи ја и храната со традиционални карактеристики. Кои се неопходните услови да се започне бизнис со храна? Означување, рекламирање и презентирање на храна и многу друго во Безбедна храна, здрава иднина. Со Светлана Коларич.